Почитувани граѓани на Република Македонија, јас како пратеник од Кичево ќе го поддржам овој предлог закон за да продолжат активностите на изградба на автопатот Кичево-Охрид со делница кон Струга и кон Република Албанија. Да. Така да во тоа сум убеден дека треба да се изгради, потребен е тој автопат и треба активностите да продолжат онака како што беа пред да се прекинат дел од активностите на изградба на овој автопат, затоа што јас често пати поминувам тука и го гледав интензитетот на изградба на автопатот пред и по доаѓањето на новата влада. Така да тука сум сигурен дека треба да продолжи. Но да почнеме со ред, почитуван министре, затоа што јас сум учествувал на изградба на енергетски објекти, инфраструктурни објекти, патишта и така натаму. Значи, тргнуваме со ред. Имаме идеен проект и проектант на тој идеен проект и ревидент. Имаме главен проект, проектант, ревидент на главниот проект. Така? Имаме изведувачи, подизведувачи и имаме надзор. Тоа се фазите за да се изгради било кој проект. Овде ги имаме, се знаат имињата на фирмите и така натаму. Значи, што е тука проблематично? Само ме уплашивте едно нешто, рековте, има страшен криминал. За тоа си има соодветни институции што треба да си ја вршат својата работа, но се докажува со факти. Сега, јас ќе тргнам со ред, пошто спомнувавте погрешна траса, најскапи автопати по километар, некомпетентни изведувачи, подизведувачи, надзори и така натаму. Сега да тргнеме со ред. Значи, погрешна траса. Имаме идеен и главен проект. Ако е промашен, докажете го тоа. Докажете го тоа, а ако продолжите по истиот проект, значи не сте во право. Значи, не станува за погрешна траса, затоа што на таа траса работат сите изведувачи. И Синохидро тука работи. Гранит и транспорт. Така работеа подизведувачи. Најскапи автопати по километар во Европа. Така рековте, мислам. И во светов. Колега Тунтев, добро е што рековте. Знаете за Маđarска или Унгарија, ние што викаме, таму е по километар 11 милиони евра по километар, а знаете што е Унгарија? Панонска низина. Низ низина се гради автопат. 11. Ова се официјални податоци. Можете да ги најдете. Автопатот Кичево-Охрид со два тунели, имате збор, со проект, со многу поголеми проекти внатре, кошта 6,59 милиони евра по километар. Значи, и тоа не сте во право. Некомпетентни изведувачи и подизведувачи. За тоа мора вака подолго да ви опишам. Значи, станува збор за изведувач Синохидро од Кина. Ако не се компетентни Синохидро од Кина, не знам кој е компетентен, затоа што е во првите 225 глобални компании за инженеринг и изградба на патишта, пристаништа, енергетски објекти. Ова фирма, Синохидро, во Пакистан во 2013 година ја градеше термоелектраната Тарбала 4. Во Нигерија, замислете на реката Нигер, што е огромна река во Африка, ја гради хидроелектраната Зунгеру, вредна милиарда и 13 милиони долари. Во 2012 година во Грузија го гради автопат вреден над 129 милиони долари. Во Уганда термоелектрана Карума,
Во Шри-Ланка, најголемото пристаниште во Јужна Азија, замислете кај што се најдува Индија, во 2013 во Алжир фотоволтаични централи, 2015 во Катар ново пристаниште Хамад, вредно 1 милиарда и 300 милиони риали, проекти во Бангладеш, на реката Ганг и така натаму. Значи, не станува за некомпетентен изведувач. Мислам дека е прекомпетентен за оваа работа. Така да, сите овие работи што ги кажавте, ќе треба да ги докажете низ една процедура како што оди поред. Ако надзорот не е добар, надзорот е Геинг, така? Геинг има и подизведувачи. Јас знам, Геинг вршела надзор на многу проекти во Република Македонија, кај што имала клизишта и така натаму. Исто така, нормално е и селски пат да почнете да градите, ќе се јават непредвидени работи, а не пак автопат. Значи, проблеми со експроприација, проблеми со клизишта, што се нормални проекти, мислам проблеми, и тие проблеми, затоа што не се предвидени, ствараат дополнителни работи. И тие дополнителни работи се предвидени со проектот, сигурно. Значи, во реализација на секој проект имаме дополнителни работи, што е нормална работа. Се во ова треба да се заврши во рок, но заради непредвидените проблеми и проблеми со експроприацијата, нормално е рокот да се пробие. И сега имаме закон во кој за овој автопат нема ништо. Па ќе видиме во јануари што ќе кажете, да не смените реториката во јануари. Сега моментално е ваква ситуацијата на овој автопат. За сите кичевчани, за сите граѓани на Охрид и на Република Македонија важен е овој автопат и важно е да се заврши што порано. Затоа ве повикувам што побрзо да ги решите проблемите што се јавуваат во и проектот да продолжи со несмалена динамика. Затоа што динамиката во последните месеци беше многу смалена. Ве повикувам заради вас, заради сите граѓани на Република Македонија, затоа што на вакви важни проекти важно е сите да го дадат својот придонес. Не да се окривуваме кој за што е крив. Непредвидени работи имало, има и ќе има. Но тие треба да ги решаваат сите оние што се на терен и оние што се задолжени за надзор и изведба на овој проект. Мислам дека во вашата реплика ќе кажете зошто ги кажавте сите овие зборови во Република Македонија и нема да ви повторувам тоа што го кажа колегата Цуклев. Стопирањето на овој проект значи намалување на БДП во Република Македонија. Тоа е тоа, затоа што побрзо решавајте ги сите проблеми што се на овој автопат и продолжете со изградба на автопатот, затоа што многу кичевчани, неколку стотини кичевчани се без работа. Тие што имаат камиони, имаат по некоја машина, работеа таму, сега нема што да работат. Решете ги проблемите во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.